Грчката компанија Cera Metal од Атина ќе отвори нов производствен погон во индустријската зона во Жабени. Токму на оваа тема денеска разговарам со управителот на Cera Metal Марија Пападополо. Добар ден. Кажете ми која е дејноста на Cera Metal? Со каков вид на производство се занимава оваа компанија и каде се ги пласирате вашите производи? Cera Metal είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής. Cera Metal е врвен производител на облагородени метални плочи, кои што се користат како машински делови или делови во градежни машини. Овој производ има најдобро решение во проблемите кои се појавуваат како разјадување при триење, ерозија и судири при големи температурни разлики. Се користи широко во тешката индустрија, во производство на цементо, во производство на електрична енергија и во рудите. Нивниот производ е нивен изум, начинот на производството е нивен изум од нивната компанија и се понуди пред 20 години во локалните фабрики за производство на електрична енергија и го искористија нивниот изум за олеснување на олеснителен материјал во нивните производствени машини. Каде се ги пласираат своите производи? Компанијата се располага со голема мрежа на клиенти кои што нивни производи ги продаваат најповеќе во Европа со 40% во Германија, Канада, Чиле, Бразил, Турција, Русија, Јапонија, Тајван и во многу други земји. Компанијата веќе купи градежно земјиште во индустријската зона Жабени. Кои беа причините што одлучивте, што ве привлекоа да инвестирате токму тука? Cera Metal ја избра оваа индустријска зона за да ги вложи своите средства за градење на нова индустријска единица, за производствена единица. Како главен предуслов беа поволната бизнис клима, инфраструктурата, блискоста со Грција. Исто така рангирањето на преку Doing Business членот земјата во 2016 година беше прогласена за најповолна земја за инвестиции. Исто така поддршката од владата и од локалната самоуправа беше еден голем предуслов за да одлучиме ние инвестирањето тука. Спремност и обученоста на работната рака на луѓето кои сакаат да работат кај нас, расположливоста за комуникација и познавањето на англиски и на грчки јазик беше пресудно за да одлучиме дека ние треба да го развиеме нашиот бизнис во оваа земја. Кои се следните чекори и колкава е вкупната вредност на инвестицијата која ќе ја имате тука во индустријската зона Жабени? Компанијата Cera Metal купи простор од 45.000 метри квадратни во индустријската зона Жабени, која што ја купи преку електронска аукција. Во првата фаза ќе произведи или ќе изгради индустријска единица од 5.000 метри квадратни, каде што за неколку години ќе се зголеми таа градба на 23.700 метри квадратни. Конечната висина на влогот или на инвестицијата се предвидува да достигне до 12 милиони евра, а почетната инвестиција е околу 5 милиони евра. Во првата фаза на производството во оваа индустријска единица ќе се ангажираат околу 150 вработени и покрај нив од локалната околина ќе се вработат околу 30 души кои ќе бидат ангажирани за останатите одговорности околу производството, надзор, царина и слично. Доколку првата фаза предвидува 130 вработувања, тоа значи дека бројката на вработени во Cera Metal во индустријската зона Жабени ќе расте. Дали имате некои пресметки и предвидувања до кој број може да стигне тие вработувања? Како што кажавме, во првата фаза ќе вработиме околу 150 души, но тоа ќе станува последователно, како што ќе се развива и нашата единица производителна, така ќе запослуваме до 600 души ќе ни бидат потребни во нашата индустријска зона. Сето тоа кажувам дека ќе биде постепено, бидејќи постепено ние ќе се развиваме. Првичната подготовка опфаќа стручен кадар токму тука од Македонија. Ќе започнат со 150, меѓутоа таа бројка
дека расте до 600 во наредните години. Дали најдовте квалитетен кадар тука во Македонија? Имаме тотална поддршка од владата и од локалната самоуправа. Тие не укажаа дека профилот, таквиот профил кој што ние го бараме е доста развиен кадар во ова поднебје и мислиме дека нема да имаме никаков проблем да го снабдиме тој број на личности кои нас ќе ни требаат. Организацијата и образованието тука сметаме дека е многу добро и мислиме дека кадарот е доста обучен за да може нас да ни користи. Особено во предметот на работа кој го имаме ние, машинските инженери и електроинженерите, мислам дека се доста добро обучени.